Задоцнет февруарски поход, турнејата на Османи во која ги вклучи и Маричи Киџафери за делење пасоши и фотографирањето по дипломатско-конзуларните представништва не го решава проблемот. Судбината на 650.000 македонски граѓани без пасоши ја живее и цела македонска диаспора. Македонските граѓани од цел свет за Алфа сведочат за хаосот со издавањето документи со Северна. Велат дека имаат проблеми со неажурноста на конзуларните представништва и никако не може да закажат за вадење нов пасош. Телефоните само звонат, но нема кој да крене слушалка. Мейлови пишуваме, но одговор не добиваме. Велат македонци во Швајцарија. Порано се чекало некаде од 4 недели најкасно. А сега мислам дека можно и до 2 месеци. Види, има дојдено доста пасоши, например, лични документи, меѓутоа немаат време они да ги одвојат и да им се јават или СМС да им напишат на тие што треба да ги добијат. Значи, навистина се работи, а јас верувам неколку пати сум модел и значи работаат од сабајле од 8:30 некаде па до 6, 7, па и до покасно. Македонското здружение од Берлин се закани со тужби кон државата Македонија доколку нема брзо издавање на патни исправи. Од рокот кој им го дадоа на македонските власти преостануваат само уште 4 дена, а писмото го испратија и до претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и Олаф Шолц, германскиот канцелар. Во Италија масло на силно разгорениот оган додаде и амбасадорот Мемеди, кој на своја рака испратил допис до италијанските власти дека пасошите со Република Македонија повеќе не се важачки, иако тоа не е негова надлежност. Со тоа остави заглавени околу 100.000 македонци кои живеат и работат во Италија и не може да се вратат дома. Македонците во прекуокеанските држави претходно алармирале, но сепак потешкотиите со издавање патни исправи по неколку месеци се уште не се решени. Диаспората мислам дека до последен момент не беше известена конкретно што се случува и што ќе се случува. Тоа го видовме, се случи пред некој недела и пол до 2, пред 12 февруари. Така да ние апелиравме уште многу одамна дека ќе се соочиме со овакви проблеми, уште од кога се донесе предлог законот за целата работа. Но сепак од оваа гледна точка диаспората е или заборавена или на некој начин занемарена. За македонците пак во Њу Џерси невозможна мисија е да дојдат до одговорните лица, бидејќи во конзулатот не криваат на телефон повеќе од 2 месеци. Сега да, има проблеми и има многу иселеници кои се жалат дека не можат години уназад да дојдат до обновен пасош поради истекување на пасошот и друга причина, но истовремено еве сега би спомнала и поради новото име и поради неважноста на пасошите, многу лица се заглавени во иселеништвото. Диаспората од Австралија тврди дека соработката со македонските конзулати е прекината уште пред 6 години, а сега и не знаат дали воопшто функционира конзулатот во Мелбурн. Се жала дека надлежните не покажуваат никаков интерес за македонските граѓани кои живеат илјадници километри од дома.